Првиот стих во 5 глава вели: Христос не ослободи за слободата. Според тоа стоите цврсто и не подчинувајте му се пак на робскиот јарем. Овој стих е доста онака содржаен. Можеме да го толкуваме на повеќе начини, со по-широка примена. И овој стих ни кажува дека христијанството е слобода. И дека Христос не ослободи за да бидеме слободни. Ако не ослободил со цел да бидеме слободни, ние не треба да се враќаме, да се подчинуваме пак на стариот робски јарем, туку да стоиме цврсто во слободата што Христос ни ја дава. И ова е широка примена може да има овој стих, а ќе кажеме во контекстот точно што значи. Значи, пред се можеме да зборуваме дека христијанството ослободува од грев. Библијата не учи сосема спротивно од она што светот не учи. Светот не учи дека гревот, да правиш грев, значи да си слободен, а ако поверуваш во Бога, тогаш ќе станеш роб. А христијанството ни вели токму спротивното. Ако веруваш во Бога преку Христос, тогаш ти си слободен човек, а ако си роб на гревот, тогаш си роб. Значи, гревот не прави зависни, не прави робови, не прави потиштени, потиснати, безпомошни, заробени во окови. Секој што правил грев, а нема таков што не правил, знае колку е силен принципот на гревот. Како што имаат кажано, за да почувствуваш колку е силен ветерот, не треба да одиш во правецот во кој дува ветер, туку да му се спротивставиш. Тогаш ќе видиш колку ветерот силно дува. Кога ќе се спротивставиш на дувањето на ветерот, тогаш чувствуваш колкава му е силата. Дури кога ќе се обидете да оставите некој грев во животот, тогаш ќе видите колку силен принцип е тоа. Дека тоа не оди така лесно. Затоа што тоа е робство. Гревот те закачува и те држи во окови. Те прави роб на навиките. Нели, најразбирливи на нас ми се примерите на зависност, не знам, зависност од дрога. Ти си роб на субстанција, на алкохол, на не знам, на цигари, на таблети, на што и да е. Мислам таблети во како опојни средства. Но не е само тоа. Зависноста од оговарање, од карање, од расправи, од гадни зборови што се зафатиле во нас. Ако еднаш опцуеш, ако 5 пати опцуеш, ако 100 пати опцуеш, ќе ти треба месеци и години за да се откажеш ти од таа навика, што така не можеш само да кажеш денес готово. Затоа што целиот си загрозен, роб си ти на грешна работа. Христијанството ни вели, ако сакате да бидете слободни, мора во Христа вие да се ослободите. И само тогаш сте слободни. И затоа стоите цврсто во слободата што Христос ви ја дава, не бидете робови. Значи, не ослободува пред се од гревот, од зависноста, од стравовите, ако сакате, на суеверието. Од стравот на суеверието, обседнатост да не направиш грешка, да не направиш погрешен чекор, да не направиш погрешен потек, да не стапнеш на погрешно место. Христијанството те ослободува. Ти кажува целиот свет е Божи и ти си во него. И силите на злото не може да бидат посилни од Бога кој е во тебе. Христос каже, посилен е оној што е во вас од оној што е во светот. Ако Христос е со нас, кој ќе биде против нас? Прашува апостолот на едно место. Значи, да си Христов, значи да си слободен човек, да можеш да чекориш слободно, да зборуваш слободно, да размислуваш слободно и да не се плашиш. Апостолот Јован на едно место ќе каже, совршената љубов го пади стравот, го изгонува стравот. Да го возлюбиш Христа, да го сватиш Христа, да го примиш Христа, значи да се ослободиш меѓу другото и од стравот. Ако Христос не ослободува од најголемото зло за човек,
човек од смртта преку своето воскресение, има ли нешто друго што може да не заплаши? Ако е Христос со нас, ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оној што е во нас е посилен од оној што е во светот. Но овој стих во контекстот зборува и за контрастот помеѓу законот или религијата на телото, која се изразува преку закон, наспроти слободата што христијанството ја нуди. Христијанството е религија на духот која промовира и протежира слобода, а религиите на телото, во овој случај конкретно јудаизмот, го нуди законот, а преку законот нуди робство. Да се чувствуваш постојано виновен, затоа што постојано го нарушуваш законот, да не можеш да го исполниш, а да немаш ни сила натрешна, нити никаква, за да го исполниш. Од една страна се чувствуваш безпомошен, дека не можеш да ги достигнеш тие стандарди, а од друга страна постојано те тишти обсесијата дека не ги задоволуваш божествените стандарди и се чувствуваш постојано виновен, роб на законот. Наспроти, тенденцијата на овие јудаизанти да ги вратат луѓето назад кон законот, кон робството, Павле вели, христијанството е слобода. Христос ве ослободи за да бидете слободни и бидете цврсти во слободата. Немојте да се враќате назад кон јаремот на робството, кон робскиот јарем. Кој е религија во овој случај? Најконкретно во овој текст јудаизмот. А ако јудаизмот е религија на окови, колку повеќе сите други религии можеме да замислиме.